Почитувани гледачи, добровечер. Емисијата Во потрега по вистинскиот збор го продолжува својот пат, а на тој пат има многу крајпатни знаци, како што би рекол Иво Андрич. Вечерва наш соговорник, со кого што ќе поставиме, верувам, барем еден крајпатен знак, е професор доктор Илија Ацевски, универзитетски професор од Филозофскиот факултет во Скопје, групата социологија, инаку мој близок пријател, со кого во лето, бидејќи сме соседи во Охрид, поминуваме убави, топли денови, ама и со топли разговори, муабети во езерото и покрај езерото. И одвај чекаме да дојде јули за повторно да бидеме во Охрид. Но сега сме овде во Скопје, во студиото, и моето прво прашање за почитуваниот и драг пријател и колега Илија Ацевски е неговото Сливје Прилепско. Имам повеќе села во Македонија со името Сливово, ама Сливје е едно. Сливје е едно. Едно. Колку си ти, Илија, врзан, односно поврзан со Сливје, и што значи за тебе родното место? И како човек те прашувам, ама и како социолог. Дали родното место го определува понатаму целиот живот на човекот? Па има, барем оној период кога јас сум растал како дете, не? Да. Од 50-тите години, практично за друго место, сем тие села околу, ние не знаевме, не? Так. Толка беше реалот. И тоа ќе кажам, ја првото идење во град беше всушност во Скопје, кога дојдов да прва година гимназија. Да, да. Сега тоа, видите, останува тие денови, би рекол, не денови, тие моменти, например, тоа имаше доста земјоделие, стока, да. Живееше тоа, селото беше полно. Само активно беше населението, активни беа селата. Да речеме, од селото има на неколку 15 до 20 ученици до основно, пазете, од Сливје. Да. Денес нема 2-3 фамилија кои живеат таму. Да, да. Дали ме разбирате? Да, да, да. Школото кој што учев во Костинци, Сосеното село, тоа беше основно училиште за подрачно ги викаат. Подрачно. Тук имаше негде околу, да не ме држи због, меѓу 300 и 400 деца. Многу, браво. Сега тоа е боли. Да. Бе вланска, вода вака ќе одам на 2-3 години. Кога ќе помине да сега тоа е пустелија практично. Мислам, што се случило, Илија? Што се случи со македонските села? Знаете, еве, јас имам, бидејќи... Ти имаш и таков предмет, социологија на селото, социологија на градот. Доста тоа да не речем, ајде, ме малтретирало во ментална смисла. Да, да. Немаше една, како би ја нарекол, елементарна, би рекол, политика. Да. Во смисла на развој, на инфраструктура, на некое стопанство, односно нешто, ајде, поволче нешто да остане, да? И тоа го потенцирам тој момент. Ја, например, кога дојдав таму негде 5-16 години, кога тргнав за Скопје прв пат во град, не? Да. И сега тоа морам да кажам, малце ми е непријатно, али ќе го кажам, зашто да не мислам веќе разбора така. Стариот татко ми не сакаше да учам во Прилеп. И зошто одговорот е малку незгоден, али како да го... Добро. Абе, пушти ги, вика, тие се оние кои се качуваат на дрва. Малку се... Мислам, не во некоја злобна смисла, тоа не си, вика, тие, затоа што ја разбрав после зошто тоа го вика тој. Да. И тоа беа полуписмени селани кои што тие од градот малце ги има еден подценувачки однос. Так, ги подценува, так. Ти ќе оди за Скопје. Али има, вика, едно правило, мораш да го почитуваш. Немој да се завртел назад, ти можеш да се вратиш. Да се вратиш, да. И мислам дека тоаш ме боли вратот мене. Всушност... Ова уште една ова секвенца на тоа, што значи ова, потенцираше на самиот почеток. Да. Кога дојдеме во Скопје, се симнавме на
на станица и првиот што најде го прашува тој, дали има некоја школа овде, близина? Да. Вика, каква школа? Па нешто, некоја гимназија, има, вика, и покажува на Корчагин, тука беше така. Корчагин. И една од најстрогите гимназии. Од Корчагин, да. И ја оттам таму се пријавувам и уште една секвенца од тоа што ти го говориш, што се тие овде. Добро. Поднесено документи и ме одбија. Зошто? И ја, тука сакам тоа едно дилечам некоја поента во овој разговор. Зошто? И јас одам после таму неколку дена. Немало место пребукирано? Те одбивне. И јас пишувам писмо до другарот Тито. Чекај. Ова е многу интересно. Другарот Тито. И што објаснил нешто дека јас сум одбиен ова и го поднесувам таму на архива. Да. Адресата која одам беше? после 2 дена. Председател Јосип Брос Тито, Белград. Толку се. Тито. Знаат. И после одам 2 дена, вика, ти си примен. Ти вика, кога знаеш, вика, да ова, да оно, ти си за тука да учиш. Да, браво. Многу интересно. Една интересна секвенца, што значи во тој систем. Има нешто моето враќање на факултет, има уште една секвенца, но покасно ќе видиме. Браво. Ти кажам, ова е една, тоа да не го злажувам многу. Ова беше многу убав пример. Ако зборуваме за таа траекторија од тие денови, и него се вратам на прашање, беше елементарно. Жалосно е што реков таа политика Македонија, сега дојде до врагот по своја. Довезуваме храна. Да. Скоро 2/3 од земјата не се обработува. Точно, необработена. Така. Да не радам друго. Младите нема по села да не зборуваме и така. Нема работници, нема кој да ја работи. Нема кој да ја работи, да. За разлика на Словенија, која што имаше сосема друга Еве, пред малку слушнавме по доаѓањето на Илија Ацевски во Скопје, во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Тој ја завршува таа гимназија, ама 4-та година завршува во гимназијата Мирче Ацев во Прилеп. Имаше голема разлика, иако беа... Зошто се врати? Финансиски? Финансиски, главно, материјално и ова сакам да го потенцирам. Разликата беше голема? Има голема почит према мене. Така, дека си од Скопје дојде. Од Скопје. И кога разбра дека сум од селата, малку се промени целата ова. Ја дури имам полагано еден предмет. Од осветот еден од тие. Душа малку ја направив една глупост, али главно ти ќе полагаш. Мислам ти кажам ова. Добро. Однос во таа смисла. Гледачите знаат. Али беше и тогаш една, се знаеше што е сепак професор, не? Така. И тој што ми предаваше филозофија, тој веќе ти си за ќе студираш филозофија. Ти за филозофија студираш. Да, ето чисто во таа смисла. Гледачите знаат, пред малку почнав тоа да го изустувам, дека си ти правдолюбив, дека постојано ја бараш вистината. Може би не случајно и нашава, односно мојава емисија се вика Во потрага по вистинскиот збор. Ние постојано го бараме тој вистински збор, некогаш го наоѓаме, некогаш не, но како и да е, ти продолжуваш на филозофскиот факултет во Скопје, на групата филозофија и завршуваш, дипломираш во 1975 година. Сега, малку гледачи ви сигурно ќе се запрашаат дека сите те знаат како социолог, и тоа врвен, извореден социолог, а си завршил филозофија. Ајде, сега беше актуелно неодамна дека треба да се смени програмата, да не се учат филозофија, логика, социологија и другите предмети. Лично ја мислам дека тоа е многу погрешно, но до таму ли ќе станеме практичари и прагматичари, ќе учиме само она што е профитабилно и вносно, или секој од нас мора да биде пред се наоружан со духовноста
и да биде комплетна личност. Не му треба само математика, физика, компјутери. Сигурно му треба и филозофија, и социологија, и логика, и психологија, и сите тие други општествени предмети. Какво е твоето гледање? Зошто се прават овие непотребни експерименти? Зошто се посегнува кон исфрлање на овие општествени предмети? Кому тие пречат? Не ги сакаат студентите, учениците, родителите? Или државата греши? Постои едно, сега тоа не е моје, новото време, ние живееме во една сепак една технолошка револуција длабока. Так, што е факт. Изложени сме на медиуми. На електронски уреди, на нешто кое, како би рекол, е процес на индивидуализација. И суров материализам. И не само тоа, туку едноставно, колку повеќе се, како би рекол, се персонализира, се препознаваш како единка, така, толку повеќе си изложен на однадвор на информации кои, да не речем какви се све во таа смисла, и кој ќе види дека, еве сега едно истражување која беше ланската година, викено дете во денот, дете се, просек, 10-12 години, негде меѓу 300 и 400 информации во денот ќе му поминат на телефони, на тоа, не знам што. И јас исто правев таму, ланска година правев еден експеримент за себе, не? Да. Та работа. Да. Замислете што се случува сега. Што е социологија или филозофија во тој поглед, не? Мислам, ако ја посматрате од тој аспект, не? Втората ова зошто можам да одговорам малку по квалификувано и зошто не го разбира тоа, еве јас направив сега еден учебник социологија. Нашите учебници се релативно застарени, 20 години, знаеме сега. Да. И јас се обидов да внесам вештачка интелигенција, проблемите со Македонија, кога децата на 17-18 години да ги соочи со тие вистински проблеми. И учебникот го одбија. Несоодветен. Да не бил предвремен. Ја немам дека тоа е врвова, али по темите, бидејќи јас си разговарав и со малку тие подговорни во Министерство и со Министерство. Ја напишав едно 5000 страници во социологија минимум, речем. На социологија, ајде, општа, па културна антропологија, која е дело тоа, па социјална екологија, па урбана социологија, па проблемите за идентитетот, тие се дело тоа, ја не сум измислил нешто ново во крајен случај, мислам, оно што сум работел. Да стана некои околности, не е тоа битно. Ова што го поставаш, тоа прашање има голема, ова, како би рекол, и ние всушност, таа реакција, ја можам да ја разберам, дека што ќе имам социологија или филозофија? Сега ќе размислуваш. Застарено, надминато, анахроно, непотребно. А што ни треба? Од друга страна, само роботика? Луѓе роботи. Живееме веќе подолго време во еден систем, едно општество каде што сме изложени максимално на една манипулација ментална, би рекол, не? И таа доведува, ние ќе видиме тие последици уште покасно малку. Так, и ќе бидат... Си кажеш, бегале младите, а што ќе прават? Да. Мислам, што ќе прави? Ако не гледа некоја перспектива, нешто за себе, патриотизам ќе... Не. Тоа да не се во таа смисла занесуваме. Зато има логика тоа што го... Да. Сега, и твојот животен пат по дипломирањето е интересен. Кратко време работиш во Републичката конференција на Сојузната младина на Македонија во Скопје, но и во Белград. Бев секретар за идеологија и марксизам на тогашната Републичка младина на Југославија. Да, Сојузната, па се викаше Сојузната конференција на Социјалистичка младина на Југославија. Председател, не, и јас се така го... Бидејќи некако не ме сакаа тука во... Ти си вика за Белград. Не си за овде. Дали некои луѓе што не ги сакаат овде, па ги праќаат за амбасадори? Јас сум, може и... Зашто на тој начин, ем ми давате признание, ама ем не ви се тука, не ви пречат. И од тоа што мислам, го наследив тоа, тој пропаста на Југославија, всушност. Да. Тој
раскол кој настана, кој започна практично. Се забележуваше, се насетуваше тоа? Апсолутно, да. Тука словенците си има своја и почна една длабинска, би рекол, Тито почина после кава година таму. 79-80 години, после тоа веќе беше почнат и пребирање внатре во... Так. И ја бев ова... Тоа сега, и тоа враќање, ево што кажем уште една епизода, она што тоа бе инспирирано. Слободно. Имав еден пријател, и тој работеше исто во Белград, Гоце, како се презиваше, трек, од Чаир. Ние планираме да одиме за Франција, за Париз. Веќе идеме таму дека не иде, и спремни да вземаме пасошите и ќе одиме. Па не сте избрали лошо. Париз е Париз. Тоа се одеше лесно. Тој остана, отиде таму и отидеме на автобуска, ама ја не се качи во автобусот. Не знам што препренава. Ја викам се враќам за Скопје. Нешто те премисли. И тој објавија конкурсот за асистент. И влегувам исто како несреќен случај. Затоа што комисијата се расправаше кого да примат. Добро. И јас сум како случај вметнат во тоа, како асистент на филозофски факултет. Двајца се карат, а третиот користи. Точно, ова и Блага Петреска тога, иако покасно малку ми нанесе едно зло, поголемо, Ама и она издржа практично на несино инсистирање и на Деса Милјовска. И ти си бил примен. Сега интересно, и ти си примен на филозофскиот факултет. На филозофски, да. Да, ама на филозофија. Не, на филозофски факултет, асистент. Асистент. Немаше такви асистенти. Немаше по групи. И он еден, да не го спомнам, почина тој историчар ова, и кога ме реизбира, добро бе, вика, ова како да е некоја, вика, таму селско, ничие, магаре ова, Боже, морате да го примите вие или на социологија или на филозофија. И тој влегувам на социологија. Значи, немаше таква поделба тогаш? Но ете тоа што го спомна, ја го носев секогаш тоа, и еве кога бев на тие позиции. И затоа се определи за социологија? Се определи на социологија, може поради потеклото. И тоа социологија на градот. Добро. Меѓу другото, кога дојдов во Скопје. Добро. И живеевме со еден цимер во автокоманда. Така. Во едно сопче. Да. Во бараките. Не во бараки, во куќа. Во куќа. Одлично, добро. А вецето беше на 4 метра од нашиот врат. Као тука, одно, да. Да. Мислам. Да. Тука имаше една ромска населба, чисто Тоа се бањаме во Вардар, беше чисто, релативно. Се бањаме на Потуши, одеме во Вардар. Во Вардар? Да, чиста водата беше, не. Добро. Чекај. Така. А тоа ми остана тоа и се прашував како е можно ова да е град. Тоа беше автокоманда. Да. Како е можно да живееш ти оде во... Не ти личеше на град автокоманда. Ете, тоа може би една беше од тие што се посветив после докторирав на дивите градови во Скопје. Така. Апсолутно не. Што е Скопје? Твојата тема на докторска дисертација се всушност при градските населби. Магистратурата распределба населението во однос на економски, етнички... Вака, целиот наслов ќе прочитам. Значи, во 1982 година ја браниш магистерската теза на темата распространетоста на населението во просторот на град Скопје во зависност од некои социоекономски белеси. И дел од оние што етничките, али не ги западни во тезата после. Во 1989 година, значи 7 години подоцна од магистрирањето, ја браниш, и ја одбрануваш, се разбира, докторската дисертација на тема приградските населби во Скопје. Ама некако Скопје е твоја обсесивна тема. И не можеш да избегаш од Скопје. Практично тогаш и го носев тоа, носев една, како би рекол, нешто во себе, во таа, во една ментална смисла. Што е Скопје во суштина? Да. Што е Скопје? Скопје е еден збир
На сите градови. Тие Главен град. Приградски населби, јас сум учествувал во израда на повеќе од тамо место да ги селеа куќи кои што се радеа во Лисичево, кај беше тамо во Ѓорче Петров, не. После го видов и планот на познатиот план на Кензо Танге, кој што предвидуваше нешто по-широко од таа смисла, мислам нешто по-обемно, не. Али за жал после 80-тите години, а особено после 90-тите години, кога започна тој процес на приватизација, кога влезе голиот интерес во, како сега да го упростам, во формирање на просторот, не, да се заработува, многу малку запечалија пари, али го пропастија просторот. Ја тргнував од како би рекол, две нешта. Едната е моето здравје, здравјето на човекот, така? Така. И задоволството од неговиот живот во еден дел од градот, во населбата или во градот, не. Ако вие сте изложени и е во прашање вашето здравје, така, као што е Скопје, сега ги знаеме веќе тие статистички податоци, колку илјади смртни случаи од загадување. Скопје практично се обидував да направам една анализа пред 3-4 години на еден дел кварт да изберам, да видам како се живее, всушност се и работев на урбанистичките планови од 2012 и сега, тоа се 2 студии, а бев советник, односно соработник на планот од 2001 година. Така. Значи, 2 студии направив за градот во таа смисла, социолошки, антрополошки аспект, али ова сакам да го потенцирам. Во Скопје секогаш преовладал тој, како, ајде да го наречам сега, грубо малку егоистички, профитерски дел или аспект, момент, кој што доведе да Скопје денес, еве, тоа ќе завршам овој дел, нема ни 5 квадрати зеленило. Да, тоа е. За нормален град би требало да има негде 20, 30, 40 нормален. Так. А знаете колку има Лјубљана? Скоро 600. Да. Метра квадратни зеленило по човек. Пазете. Нема ни една улица кај што вие можете нормално да се движите. Да. Еве сега поминувам тој дел. Да. Низ Чаирот, например. Чаир е прогласен за населба од чудо, светско чудо. Да. Таква населба не постои во светот. И секоја се, еве, тоа ме испровоцира, кога се навраќам наназад малце ова, нашите планери, урбанисти, архитекти, добар дел, се враќам на тоа, зашто треба се познава целината на проблемот. Так. Многу малку знае од социологија, од филозофија, од социјалните науки. Скопје денес е поделен град, Скопје е Бејрут во Европа, да се разбереме, да не живееме во илузија сега. И кога да е, тој ќе го се испорача таа цена на градот, да се живее во еден поделен град, као што е, и знам некои моменти кои се застрашувачки од низ годините што се случувале. Мислам, за жал. Наше во студио на Вистинска телевизија на Вистел се наоѓа во населбата Железара. И веднаш да кажам дека населбата Железара беше еден неуспешен експеримент, бидејќи рудата се носеше од внатрешноста. Знам и тоа зошто е во Скопје и работниците исто така се донеса од внатрешноста во Скопје. Сега Железара не работи, меѓутоа тие вработени во Железара останаа главно во приградските населби во Скопје се вдомија. 3-4 луѓе, односно скоро 10.000 како работници ангажираше Железара. Но речиси никој не се врати во внатрешноста. Меѓу другото, знаете и зошто? Добро. Ја не верував. Добро. Кога се планира Железара, тат се планира да биде тамо Кичево, каде тој на. Да, Кичево. Тај имиште. Рудата. Али што било проблемот? И од Сопотница исто се носеше рудата. Добро. Имало многу малку инженери. Чекај. И кога тие ќе спомнале дека Железара ќе се гради таму, нивните жени, добар дел, ние не одиме таму, ние се сакаме да живееме во Скопје.
Одлично. Ние да отидеш... Кај модата, кај асфалтот, не. Ние ќе се вратиме, ова, как ќе кичево, каде во... Не си жените одлучиле. Мислам, колку да звучи тоа вака, Да. али држи една, во таа, како би рекол, матрица една, како еден момент кој што претежнал не, и дека железара треба да градиш скоро во центар, сега во центарот на градот. Во центарот на градот, така. Затоа што од железара до центар нема 3 км, ама какви 3 км? Сега пред малку кажав дека... Мислам, тоа говориме за Скопје, пази, да. Ја ги кажам мака во една карикатура. Се уште го зборуваме за Скопје. Скопје е твоја постојана тема и само на гледачите да им кажам дека за книгата Скопје, визија и реалност. Во 1997 година добитник си на наградата 13 ноември од областа на науката и публицистиката. Но не само Скопје. Таа е главно книга посветена на, речи го, на Топана. Да. Но ти си обседнат генерално, воопштено земено, со темата на градот. Како професор, го предаваш предметот социологија на селото, но го предаваш предметот социологија на градот. И имаш повеќе изданија поврзани токму со урбаната средина, зашто и пред малку говоревме. И јас еве кога сме тука, кај изданијата, ќе кажам дека ти си автор на повеќе од 25 изданија. Социологија на градот, Скопје, визија и реалност, Скопје, социолошка студија, развој на урбаните центри во Македонија, Обштеството и човекот во транзиција, социологија, учебник, социјална екологија, човекот и градот, градот, знаци во времето и просторот, социолошки огледи, глобализација, идентитет, евроинтеграција, дизајнирање на социјалните истражувања, културна антропологија, универзитетот на распаќе, социјална екологија, еколошка етика, книга за Скопје и други. Но, кога сме тука, би сакал малку да ги покажам на гледачите, да ги представам овие неколку изданија. Ти имаш многу книги, меѓутоа, како велат, книгите се тешки за читање, ама тешки си за носење. И обично гостите во оваа емисија не може да ги донесат сите книги, сите изданија. Така и ти денеска ни донесе 3 твои изданија. Човекот и градот. Тоа е книга објавена во 2003 година. И еден си од првите ретките автори кои што има објавено книга на оваа тема. На тема човекот многу малку се и градот. Занимаваа со овие проблеми. Да. Стварно за овој дел општествените. Подоцна објави и Кирил Темков книга Етиката и градот, но тоа подоцна. Понатаму твојата книга Обштеството и човекот во транзиција. Една интересна студија, ова е третиот дел, објавена во 2002 година. Главно посветена на трансформациите на македонското општество од еднопартиски финансов во повеќе партиски демократија систем. И книгата Евроинтеграција, глобализација, идентитет. Некои од твоите книги има доживеано повеќе изданија, така и ова книга што ја држам тука е второто издание. Со еден многу поговорен. Ова само ќе кажам, чисто слободно. За ова книга која носи, ова би рекол, како да ја наречам малку, зошто е баш тоа така, не? Тоа беше еден проект кој сакав да го реализирав и го реализирав на некој начин, не? Онај момент кога Скопје поврзано беше, односно почна таа во времето на Никола Груевски трансформација на просторот, односно една, како велиме ние, антиквизација, така се крсти тоа. Да. И јас кога работев тога на тој генерален урбанистички план на Скопје, беше едно од тие прашања мене која ми го поставува,
а што значи ова сега, како ти го објаснуваш? И практично немаше, јас ги барав, например, тие согледувања од архитекти, урбанисти, оние кои што го припремале тој план. Добро. Тоа ме порази многу. Таква студија, вика, такво согледување не постои. Што ти мислиш? Ја нема што да мислам во таа смисла. Мислам, барем кога се говори за вие кои ќе направите нешто во просторот, белек некој, не? Да. Тоа тешко после може да го извадите баш така. Апсолутно. И ете настана ова што се случи после договор со Грција. Кој е Александар Македонски? Ние се откажавме од, како би рекол тоа, кога се чепна во таа колективна меморија, тоа го Заев и таа, ајде наречам, кога ја расчепкаа малце, овие трауми добар дел и од тоа се практично. Вие не можете нешто кое се формирало со векови. Да, ти во оваа книга го имаш тоа. Идентитетот. Еве го. Да, пречкатаното. Јас се видов всушност и глобализацијата. И второ, кога проблемот кога настана со Бугарија, на некој начин, мојот став беше и сега, не се променил многу. Ако некој нам ни го даде идентитетот, да, тој може и да ни го земе. Да. Ама идентитетот не се дава. Не се дава. Тој се има, се поседува. И второ, бе во таа прва комисија која беше за разговори со Бугарија, не за бугарски-македонска, не. Но и вие на тие колеги, некои беа од филозофски факултет. Вие поставите само едно прашање нив, барајте. Дали вие се сложувате, односно се согласувате со тоа дека македонци има на почетокот на 20 век? Ако не се согласат, вие не разговарајте. Така. Зашто да разговарате? Така. Зашто да како ќе разговараме за Гоце Делчев сега? Да. Ако кажат тие дека да, нема проблем, ајде да разговараме за Гоце Делчев тогаш. Да. Ама тоа е веќе тој политички дел кој што е доста, знаеме веќе до кај води, до кај ќе не одведе, особено ова сега ситуација геополитичка на нови промени, не? Брзи и нагли промени. Нагли промени, ние сме мала држава, како би рекол. Така. Сакам да подсетам, да ги подсетам гледачите, кога се среќаваме и кога се гледаме во Охрид, ти обично велиш нешто пишувам, подготвувам истражување и слично. И убаво е тоа што го прават професорите, посебно универзитетските професори, бидејќи независно тоа дали книгите се малку читани, повеќе читани или многу читани, тие остануваат. Тие се траги во времето. Особено сега ставите електронски, односно сајбер простори. Да. Секој може има добро. Секој може, значи со еден клик. Со еден клик сите се ставени овие на. Вас ве читаат во овој миг и во Австралија, и во Канада. Сите се ставени на и во Грција, и во Бугарија, и во Албанија, и секаде. Во тоа глобално мрежување. Тоа е една од тие вредности на глобализација. Да ги подсетам, сакам гледачите дека ти го помина твојот работен и животен век на филозофскиот факултет. Во учебната 77-78 година избран си за помлад асистент на филозофскиот факултет по предметот Основи на марксизмот, а наредната година и по предметот Социологија на градот. И потоа ги добиваш сите звања што следуваат. Доцент, вореден професор, редовен професор. И одиш во пензија како редовен професор. Дори конкурирав едно време за академик. Да, и тоа е интересно. Многу ми конкурират. Покојно Старделов, ја дори сум жив, не. Значи имаше вето, имаше забрана. Старделов, да. Ето, и тоа е зошто и тука има една многу... Сигурно има зошто. Има, затоа што као студенти се сеќавам, ние правеве некои неприлиги таму 72 година. Правевте проблеми. Проблеми малце ова. И тој тоа го запамтил. Така. И никош не би го простил. Сте го изразувале своето мислење, својот став, својот гнев. Со овие зборови, јас знам, ти тогаш е 70-те години што се мисли. Значи, не чини да се има добро помнење.
Па не помнење во смисла да не се види да нема одмазда. Кога зборуваме се не, ако сакаме се насумим како интелектуалци, другите, некои од тие, како би рекол, ајде приземни, така, профитерски, ситни, некако ги исклучувате од игра, не? Кажав пред малку, ти го поминуваш својот работен век на филозофски факултет, таму е Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, но си бил и на 4-месечен студијски престој на Универзитетот Париз 8 при Институтот за урбанизам. Да. Еве, некако ти постојано се вртиш околу урбаното и урбаноста, околу градот. Тие шокови што ги доживеав, мислам шокови. Видите ново како се студираше на Париз, на тој институт. Големи ли се разликите? И тоа беа невидени. Невидени. Речи го филозофија на градот, не знам, психологија на градот, кои предмети И јас всушност го почнав тој курс за докторски студии и тој што беше професорот што водеше студиите вели ти француски добро не знаеш, само треба да научиш уште подобро. А ние ќе ти дадеме можност да студираш, ти имаш стипендија, врати се во Скопје и сакам следната година 1 септември да си тука. Тие нивните докторски студии, ние нешто имитиравме на тоа, траја 5 години. Так. И тоа по 5-6 студенти во група и тие ги учат да истражуваат така натака и тоа сакам да го потенцирам сега. Ја спомнувам професорката Петрески, ќе ја спомнувам зашто да не. Да. И јас така потпишав таму, парите ги оставив тие што као гаранција демек. И доаѓам во Скопје и викам професорке вака и вака јас. Зашто вика да, ако ти се вратиш таму, и јас ќе ти избркам од работа. Значи, си бил уценет. Ставен. И јас за малку тогаш до зид. Да, бев до зид. Ете, мислам, сакам да кажам еден момент. А зошто? Не разбрав зошто. Не, тука си бил потребен. Тогаш да студираш, пазете, ја да сум надоградил тој студиум во Париз. Да. 4-5 години, да жртвуваш ти да знаеш што значи тоа? Да. Али, ете. Но, како и да е, ти подоцна за таква секвенца која што си редовен професор по предметите социологија на градот, социјална екологија, општа социологија, ги броиш предметите тие, социологија на македонското општество, културна антропологија. Ја бев професор поскромен малце. Добро. Имам негде околу 6-17 предмети. Само 16-17. А имаше професор со повеќе предмети? Имаше еден со 37 предмети. 37? Да. А ги знаеше ли насловите на сите предмети? Не. Ја не знам што се случи, не е тоа битно, не е инцидент ова. Многу се тоа 37 предмети. Имаше посебно отворете на сајдот ќе видите 18, 25, 25 и тоа што сега тој професорка не е битно, оди во пензија, а нема замена. Нема замена, зашто многу предмети. И ете тоа уште една во кога збориме за тие секвенци. И како им вели, се извинувам на студентите, вие напишете го називот на предметот, а ја ќе ви се потпишам. Да не сгреши. Страшно. Ова сакам да го јас еден така настана, тој не е донесол таа на Университет на Распаќе, нема примерок ова. Добро. Тоа е во 2 дела, Университет на Распаќе. Тоа беше проект кога заврши речи го 8 години од Болоња, болонскиот процес. И јас требаше да не знам што ми падна на памет, да истражиме кои се придобивките на Болоња. Приемам проект во универзитетот. Проект тие го финансираат на некој начин, направам студија, таа е усвојат на речи го на универзитетскиот сенат и ја правам книга и му ја носам на проректорот Петрушевски. Ректорот, само во 2 збора. Да. Ја видел дека нешто не е во ред. Тие не ја прочитале всушност таа анализата. Добре. Како извајше. Ама добро ги прочитале насловите. Али или содржината. И му се јавува на ректорот
ректорот му се јави на деканот дојде на станува еден ова, не ми оплатија хонорарот, ме isfрлија од факултет, пази, а ја немам зли намери никој. Па си гимнал каде што не требало. Така? И после се И фати... ти си се нашол на распаќе, не само универзитетот. Сега тука кој професорот на распаќе. распаќе. Тоа ќе војуваш, како? Сам ова, сам ова сега. Давид ја немам Горијат. против никого ништо, Да. али се прашувам и сега, нема одговор, еви ова што се прави. И тогаш, која е таа придобивка од болонскиот ова процес? Да, има тука системот. Многу аномалии, многу слабости, многу неотпорности. Некој не е поединачно да го обвинувам овде. Така. Тука е одговор на некој тие прашања. Така, бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата, сакам само уште да ги потсетам гледачите дека имаш реализирано 2 студиски престоја во Париз и Оксфорд. Оксфорд, да. А дека во рамките на соработката со универзитетите во Загреб и во Софија, таму си гостувал како визитинг професор и си одржал серија предавања. Сакам ексклузивно да ни кажеш што работиш сега во овој миг и што можеме да очекуваме наскоро дека ќе објавиш книга, истражување. Не, таа ова што е социологија за средно, сакав да направам, веќе направам за средно, таа некако како проект за ова. И сега направи еден, како би рекол, како да го начнем тоа, микс од негде таму кога почнав да пишувам за овие проблеми, за македонското општество, неговата трансформација, низ овие неколку сегменти, она што е врзано за етничките проблеми, она што е врзано за идентитетот во таа смисла, за урбанизмот и за тој процес на глобализација. Опфаќајќи ги тие процеси, онам таму се колку има веќе 40 години, кога започна тој процес на приватизација во Македонија и формирање, односно премин во едно нов систем. Ќе ги очекуваме љубопитно тие твои нови објави. А таа книга е ова што зборувам, ова е едната, мислам дека е прифатена од ќе биде затоа што ти си интересен автор, интересен говорник. Јас ти благодарам за ова гостување, но ќе те замолам на крајот од емисијата и да ни се потпишеш, како што се потпишувал во студентите, со еден од овие фломастери, значи овде твоето име и презиме, овде една твоја порака, бидејќи од овие свитоци ние ќе направиме изложба на сите учесници. Целото, не? Да, целото. На сите учесници во емисијата. Аце Скилија, овде твојата порака, твојата мисла, нешто што како сентенца, како гесло. Ај вака да направиме. Ајде. Да не бидам веќе сум ова, ќе отворам овде случајно себе да не. Ајде видиме каде ќе се отвори случајно. Еве се случајно ќе отвориме на една од овие. Иако ти не ми кажа претходно да ова, да. Добро. Ајде да добиеш една идеја за... Еве овде кај што е... Ајде. Дека идентитетот Добро. Никој нити го дава, нити може да го земе. Одлично. Напиши ни го тоа и со скратен подпис ќе се подпишеш. Значи, идентитетот... Што едното? Да. Никој не го дава. Ниту. Никој. Да, никој. Не може да го земе. Не може да го земе, одлично. Навистина е така. Не може да го земе. Да го земе. Ова другото не го ставаме. Да, и тука... Ако некој ни го дал, лесно ќе ни го земат. Да. Али не го пишуваме тоа. Да. Скратено. Како автограф, подпиши се. Добро. И сакам со рака да ти честитам. Благодарам. Илија, на се досега што имаш направено. Јас знам дека си ти трудолюбив вреден човек, дека и допрва ќе следуваат и нови твои трудови, но гледачите постојано ги следат и твоите изјави преку медиумите, бидејќи ти си еден од ретките кои што реагираат во сегашноста. Не чекаат да помине
многу време. Па имаме на стотици колумни на објавено. Така е. Сам без разлика. Ти благодарам за гостувањето Благодарам во што нашата бев емисија и во гостин на- нашата телевизија. Благодарам.